ВМРО ДПМНЕ и лидерот Христијан Мицкоски се со неприкосновен рейтинг и популарност меѓу гласачите, потврдува анкетата на Market Vision изработена по нарачка на порталот МКД. Владеачката партија ВМРО ДПМНЕ и лидерот Христијан Мицкоски во овој момент ја имаат довербата на 20,5% од гласачите, што е далеку пред останатите партии. Доколку изборната трка би била утре, опозицијскиот СДСМ ќе освои 3 пати помалку гласови од ВМРО ДПМНЕ, што ја дефинира кризата во некогаш владеачката и најголема партија во државата. Разликата во потенцијалот меѓу двете партии никогаш не била поголема, што упатува на секакви сценарија. Низ бројки СДСМ би освоил само 6,5% од гласачите, а веднаш зад него од македонските партии е Левица со 2,9% и Знам со 1,5% доверба. Од албанскиот блок ДУИ се држи на 5%, Влен 4,4%, а останатите албански партии практично и не се појавуваат на анкетниот радар. Популарноста на лидерите на политичките партии повторно резервирана за Христијан Мицкоски со 23,3%, што е над популарноста на неговата партија. До него е ветеранот Алија Ахмети со 5,5%, а потоа Филипчи со 5,1%. Изет Меджити со 4,1%, Димитар Апасиев со 4%, Максим Димитриевски 2,5%, исто како и Билал Касами со 2,5%. Анкетата на Market Vision покажува дека најголем проблем за граѓаните и понатаму остануваат платите, пензиите и растот на цените. По ова на втора место е проблемот со криминалот и корупцијата и довербата во институциите. Најновата анкета на Vision Market за СДСМ е нарачка во паника, се огласи од партијата со соопштение. За помалку од 2 години владата на Мицкоски се задолжи за над 2,5 милиарди евра. Кој знае колку скриени кредити се кријат преку јавните предпријатија. Буџетот е празен, а парите за криминалните наместени тендери за првите луѓе на Мицкоски почнуваат да недостасуваат. Затоа сега доаѓаат нарачени анкети. Мицкоски на сила ја укина техничката влада. Сега на сила се обидува да протурка изборен закон кој отвара можност за кражба на гласови. Во исто време, на сила се обидува да ја протурка платформата за сопствената иднина новиот Знам 2.0. Се мириса на предвремени избори. Стои во соопштението. Премиерот Христијан Мицкоски и денеска упати јавен повик до Социјалдемократскиот сојуз и Левица за конечен договор за измените во изборниот закон, кои се однесуваат на гласањето на диаспората, а кои тие го блокираа со повеќе од 10.000 амандмани. Значи факт е дека Левица и СДСМ во коалиција заедно не сакаат да дозволат да диаспората гласа по патот на електронско гласање. Она кое што вчера го понудив, а денеска ќе се случи во 14 часот е повторно состанок во рамките на парламентот да најдеме решение, можеме преку пошта. Имаме такви десетици примери и во Европа и во светот. Еве и тоа ќе го прифатиме, само да обезбедиме побројно гласање на нашата диаспора, бидејќи диаспората нас ни е многу важна. Од друга страна, социјалдемократите се гневни на Мицкоски, бидејќи тој партијата им ја рушил однатре, креирајќи нов проект, платформа за иднината на Македонија. Ова не е нова политичка иницијатива. Ова е проект што Мицкоски го започна со Деспотовски и Шилегов како носители на оваа платформа. Ова е контролиран проект чија единствена цел е да создаде лажна алтернатива, да ја дефокусира јавноста и да ја подели опозицијата. Да се поделат опозиционите гласови кои делумно би отишле кај Мицкоски. Сето тоа по моделот на сестринската партија СНС и Вучик. Се обидоа да гурнат СДСМ со лажни вести, измислени афери и тешки лаги. Не им успеа. Затоа го повторија проектот од последните парламентарни избори, бидејќи даде резултати. Констатираат од партијата. Премиерот на Албанија Еди Рама денеска го одбележа својот 62-ри роден ден со објава на социјалните мрежи во кои им се заблагодари на сите што му испратиле честитки, но и се осврна на негативните коментари што редовно ги добива, велики дека најверните хейтери се најдобар доказ дека не живеете залудно. Покрај пораката, албанскиот премиер објави и фотографија генерирана со вештачка интелигенција, на која е прикажан со фламинго, символ кој во последниот период се поврзува со протестите во Албанија. Граѓани синоќа протестираа пред зградата на претседателството во Софија, изразувајќи незадоволство од политиките на властите под слоганот Антирадев. Настанот беше организиран преку социјалните мрежи, пренесува БТА. Демонстрантите скандираа оставка и носеа бугарски, украински знамиња на Европската Унија. Еден од организаторите, Манал Глишев, се обрати пред насобраните, обвинувајќи ги властите за лаги и истакнувајќи дека Бугарија е изложена на сериозни ризици поврзани со војната во Украина.
Суд во Истанбул одреди притвор за еден од најпознатите турски стендап комичари Денис Гокташ, откако неговиот настап на YouTube, кој е прегледан милион пати, предизвика судска постапка. Тој е обвинет за навреда на председателот Реджеп Таип Ердоган и за потикнување омраза и нетолеранција поради делови од неговиот хумористичен настап. Случајот доаѓа во период на засилени мерки во Турција, каде што властите во последните недели приведуваат активисти, новинари и други јавни личности пред меѓународни настани во Анкара, што повторно отвара дебата за слободата на изразување во земјата. Вчерашниот голем пожар кај Штипска млекара најверојатно е подметнат, а пожарот на Исерот е под чистење на двор, изјави денеска Стојанче Ангелов, директор на дирекцијата за заштита и спасување. Пожарот кој што извика и така наречената поранешна Штипска млекара најверојатно е подметнат. Полицијата работи на расчистување, пожарникарите на лице место затекнале сомнително лице за кое што се прилично уверени дека е подметнувач на пожарот. Знаете дека и минатите пожари пред неколку недели имавме сомнежи дека еден од пожарите е подметнат. За жал, постојат луѓе кои што злонамерно подметнуваат пожари. Постојат и во овој момент неколку шпекулации, неколку нејасноти. Пожарот кој што изби на Исерот, имаме индиции дека е можно да е настанат поради чистење на двор на некој од куќите, но исто така има одредени индиции дека можеби настанал поради допирање на лабави жици помеѓу две бандери. Дирекцијата за заштита и спасување планира формирање на специализирана противпожарна единица за поефикасно справување со пожарите. Мојот фокус како директор е врз развојот на доброволното пожарникарство, но и врз градење на една нова специјална единица во рамките на Дирекцијата за заштита и спасување. Во суштина, овие луѓе кои што сега се регрутираат од редовите на полицијата, армијата и противпожарните единици се николци на оваа нова единица. Очекувам во наредниот период, во зависност од динамиката која што ќе ја определам, да почнеме постепено да привлекуваме и млади луѓе, навистина млади луѓе, кои што понатаму ќе поминат соодветна сериозна обука и за противпожарна заштита, за планинско спасување, за спасување на вода и за се она што денес го работи македонската полиција, понекогаш и армија, а не е нивна суштинска дејност. Мојата цел е да ги растовариме полицијата и армијата од нивните несуштински дејности, кои што сега се принудени да ги работат. Ризикот од пожарите со високи температури и со присутниот ветер сега е уште поголем, поради што Ангелов упати апел до сите граѓани да внимаваат, но и да ги исчистат и обезбедат своите дворови пред домовите и викендиците и на тој начин да превенираат заштита од пожар. По вчерашните пожари во пробиштипските села Неокази, Бучишти и Ратавица целосно изгоре една куќа, а дел од други објекти се зафатени од огнот. На терен интервенираа повеќе противпожарни друштва, како и ер-трактори на Дирекцијата за заштита и спасување со цел локализирање на огнената стихија. Каква е состојбата денес? Вчера имаше сериозен пожар на територија на општина Пробиштип помеѓу селата Неокази, Бучишти и Ратавици. Состојбата е целосно, пожарите целосно угаснати на повеќе делови, иако нашето противпожарно друштво има дежурни екипи и синоќе во текот на ноќта и во текот на денешниот ден. Градоначалникот Тоневски најавува дека општината размислува за прогласување на елементарна непогода со цел побрза помош за погодените семејства. Во понеделник нашата комисија која што е формирана од Советот ќе направи увид и процена на штетите кои што се настанати и на домовите и на останатите штети што ги има во полето од овие три села и најверојатно ќе прогласиме елементарна непогода, пошто со процената ќе се изврши и обештетување на оштетените лица. Во најголем дел штетите се веќе познати, но сепак граѓаните може да ги пријавуваат. Секако дека апелираме до граѓаните да ги пријават штетите, меѓутоа ние во најголем дел ги знаеме штетите, нашите екипи од противпожарната единица им ќе достават информација каде има штети и колкави се тие штети, пошто комисијата ќе ги утврди и вредностите на штети. Во огнената стихија која доби замав од силните ветрови покрај зафатените семени домови, настрада и пчелната фарма Надеж во Бучиште, која покоси 40 сандаци со пчелни семејства одгледувани со генерации. Иначе имаме два пчеларника, еден во Злетово и еден во Бучиште. Вчера се случи пожар, настрада пчеларникот во Бучиште. Некаде од околу 40 сандаци. Сега точно колку имат настрана не знаеме, има пожарени, има угинато,
поставено е така да стоат моментално, за да видиме со ветеринарите и со Министерство за земјоделие што ќе биде поради прибување за субвенциите. Трагедија, штета голема се деси, но тоа е, природата е опасна. Градоначалникот на Делчево Иван Гоцески најави голем летен инфраструктурен циклус. Во тек се завршни фази на улицата Индустријска. Ние преку општина Делчево претходно најавивме дека во месец јули ќе имаме најголем бум инфраструктурен во Делчево и ќе бидат изградени 11 улици и краци од улици. Сега во моментот во завршна фаза не е реконструкцијата на улица Индустријска, која што требаше денеска да почне и да се асфалтира, но поради вчерашното обледен дожд на Врнежи ќе мораме да направиме дополнително испитување во понеделник на частината на самиот труп и потоа веќе на денат да ја и ја асфалтираме. Во текот на јули ќе се реконструираат 11 улици во градот со цел подобрување на патната инфраструктура по безбеден сообраќај и поквалитетни услови за живот на граѓаните. Потоа следуваат во втората половина на месец јули изградба на 11 улици и краци улици, тоест 4 во централно градско подрачје, 4 во населбата Пролет, една во населбата Стара Сенек, станува збор за улицата Видео Смиревски Бато, една улица во селото Цвегор и една улица со краци во Оској креативен центар на Делчево. Така да до крајот на месец јули очекуваме да ја направиме и улица Индустријска како најважна улица во градот и по сушти 11 улици кои што ќе го подобрат значително живењето во градот Делчево и во село Звегор. Берово и Македонска каменица организираат граѓански форуми насочени кон одржлив локален развој и поголемо учество на граѓаните во донесувањето одлуки. Во Берово, регионалниот форум за одржлив третман на биоотпадот ќе се одржи на 6 јули во 12 часот во големата сала на општина Берово. На форумот ќе бидат презентирани резултатите од истражувањето за управување со биоотпадот и ќе се дискутираат најсоодветни решенија за источниот плански регион во рамки на проектот Нула биоотпад, системски промени во партнерство со граѓаните. Во Македонска каменица, првата форумска сесија од проектот за јакнување на општинските совети фаза 2 ќе се одржи на 8 јули, каде граѓаните ќе предлагаат и избираат проекти од јавен интерес со фонд до 30.000 американски долари, поддржан од општината, UNDP, швајцарската влада и Министерството за локална самоуправа. Во Холандија се упатува силна порака до возачите да им отстапуваат пат на возилата со вклучени светлосни и звучни сигнали, како што се пожарни, амбулантни и полициски возила. Пораката е едноставна. Направи место, можеби токму ти ќе спасиш нечиј живот. Иако сообраќајната култура во земјата е на високо ниво, се уште се случуваат ситуации каде возачите не реагираат навреме или не знаат правилно како да се поместат. Па во одредени ситуации се користат и водени топови. Утре не очекува сончево време со температури до 28 степен. Ветрот ќе дува со брзина од 17 км на час. Влажноста на воздухот ќе биде 27%. Температурите по градови се следните. Штип 28 степени. Карбенци и Провиштив со по 27. Чешиново Облешево 28. Кочани 26 степени. Виница 26, Македонска каменица и Делчево со по 25 степени, Пехчево 21 и Берово со максимални 25 степени. Православните верници утре се спомнуваат за светиот свештеномаченик Евсевиј, епископ Самосадски. Католиците на Андун.